Овој вторник е ден кога светското внимание се свртува кон страшната статистика дека рапидно расте бројот на деца кои се жртви на семејно насилство. Каква е состојбата во Македонија? Гостин во Дневников Драги Змијанац од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Господин Змијанац, добро вечер. Деновиве слушнавме податок дека само лани, 100 деца се жртви на инцест и педофилија. Дали овие две форми се најголем проблем кај нас? Кога се станува збор за жртви на семејно насилство. Добро вечер, поздрав до гледачите на македонската телевизија. Ова е проблем кој се провлекува веќе неколку декади назад, само сега доаѓа до израз затоа што децата веќе се охрабрени да говорат гласно за ова табу траума која остава доживотен печат и белек над децата. Имено во светот вкупно 215 милиони деца, девојчиња и машки се жртви на силување, сексуална злоупотреба, родоскрнавење или инцест, и што е најстрашно од своите најблиски, и тоа уште потешко се одразува на нив да го пријават. Дали е главниот проблем кај родителите? Господин Змијанац, дали е главниот проблем кај родителите или постои некаква системска грешка, да ја наречеме? Па, ја би рекол дека взаимно и родителската одговорност или недоволна грижа, училишниот систем кој не посветува доволно внимание на превенција, само заштита на децата и охрабрување за нивна дојава, и воедно порастот на јавното мнение дека ова треба да се осуди и дека не треба да има толеранција, тоа е нулта толеранција всушност кон педофилите, деца кои силуваат и оставаат како најтешко кривично дело траума на деца по 14 години. Има ли каде да се обратат? Од измените што се случуваат. Има ли каде да се обратат жртвите? Јавноста едноставно не може да го толерира ова. Да, дали има каде да се обратат? Само проблем, повелете. Да, тоа ми беше прашањето, дали има каде да се обратат жртвите? Има. Децата го знаат. После 192, бидејќи во учебникот го има бројот на SOS телефона за деца и млади при првата детска амбасада 0801 22 22, кој веќе 20 години работи, децата се јавуваат и најблиските се јавуваат. Но проблемот е следен. Детето кога ќе пријави, се враќа во семејството. Значи немаме доволно, всушност нема прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, а и кога ќе се врати дома, најблиските вршат притисок детето да ја смени изјавата, а што е уште пострашно, во судот на главен претрес судијата понекогаш дозволува да се соочи детето жртва со злосторникот, односно силувачот, а тоа се во 70 до 80% најблиските. Но да не се фокусираме само на овој проблем. Има уште еден проблем кој загрижува, а тоа е дека над 270 милиони деца секојдневно работат и нивниот труд се злоупотребува. И Македонија не е исклучок. Има голем број на деца кои не се вклучени во образование. Нашата бројка говори околу 18.500 деца, околу 2000 деца се секојдневно на крстосниците и неформално бараме државните институции да не демантираат доколку не се точни податоците, околу 1500 деца фантоми кои немаат извод од матична книга на родените. А можете да замислите што се случува со нив. Тие може да бидат не само жртви на трговија со деца, детски органи, туку може да бидат жртви на проституција, на секс туризам и така натаму. Господине Змијанац, сосема акусо за казнената политика. Дали невладиниот сектор смета дека ова што се прави во однос на казни е доволно? Ова е наша иницијатива за хемиска кастрација, односно медицински третман или медикаментна терапија и за минимум 15 години затвор. Наша иницијатива беше и Централниот регистар со ограничен пристап. Единствено што не беше прифатено се носење на електронски алки. Ние сме задоволни, но под еден услов. Хемиската кастрација да биде откако педофилот ќе го напушти затворот, не како замена и намалување на казната. И за секој рецидивист, повторништво, се залагаме за доживотна казна затвор или целосна изолација на педофилот. Во тој случај може чешкиот модел на физичка кастрација, односно намалување на доживотната казна затвор за користење на ова превентивна мерка, би рекол, каде што педофилот ќе биде онеспособен воопшто да атакува и силува дете и да остава трауми за цел живот. Господине Змијанац, благодарам. Драги Змијанац од невладината Меѓаши за денешниот ден за борба против семејно насилство врз децата.